Германската компанија Костел најави нова инвестиција во Охрид вредна 25 милиони евра и нови 200 вработувања во првата фаза. Станува збор за производство на полначи за електрични и хибридни возила, кој треба да започне во 2024-та. Ова со што во моментов се соочуваме едното може да биде само подобро во иднина, изјави првиот човек на Костел Македонија Виктор Мизо, коментирајќи го влијанието на кризата во Украина врз автомобилската индустрија. Државата ги укина царинските давачки и квоти за да се овозможи непречено снабдување со масло за јадење во земјата, изјави денеска во Охрид вице-премиерот Битики. Не очекувам значителни ценовни шокови, рече тој. Општина Охрид објави јавен повик за субвенционирање на граѓаните за набавка на инвертер клима, кој ќе биде отворен до 30 април. Ќе се субвенционира половина од цената за чинење, но најмногу до 15.000 денари за нов климауред. Времето утре сончево со температура од 3 до 17 степени. Следевте една минута вести на Охрид Нјуз.